на Канал 8, добродојдовте. Жителите на населбите Трајаново Трло и Усова Чешма организираа протест против изградбата на објекти во нивна близина, во кои ќе се сместат семејствата од старата касарна. Нивни представници имале средба со градоначалникот Илиев, пошто постапката за градба привремено е запрена и истата повторно ќе ја разгледува Советот на општината. Жителите на населбите Трајаново Трло и Усова Чешма организираа протест против изградбата на стамбени објекти за социјално ранливите семејства кои се сместени во старата касарна во централното градско подрачје. На протестот тие го блокираа пристапот на градежните машини што дојдоа да го расчистуваат теренот за градба. Нагласија дека не сакаат во местноста пресечена скала, што е во непосредна близина на нивните населби, да се населат лица со сомнително однесување, бидејќи се загрижени за својата безбедност. Ова не е ни политички, ни ништо. И не сакаме тука да ни се населат овие. Тие се се, како ти кажам, криминалци, затворници и се живо. И тука всеки се загади ова ни е тука може парк. А гледа какво направим. И тоа ќе се чисти. Не ги сакаме едноставно тука. Те таму дека сијат, градоначалникот дека сака не ги смести. И готово. Не даваме тука и готово. Ние тука не сакаме да бидат они, а сакат да ги доведат тука. И многу по последните 2 недели почнава многу да не крадат. И се сакат тука да ги доведат, нека си ги водат на друго место, нека си најде на друго место, на друго решение. Зашо тука да ги донесе? 2 недели спиеме сите на штрек тука, цел Трајаново Трло и Усова Чешма. Па палат, па работат, па крадат, па понено си терат. Преку денот улават, сега да ги фаќат. Дое полицијата, ударат по еден шамари си пуштат ги. Не презимат мерки ништо. Од локалната самоуправа на Кочани рекоа дека имаат разбирање за протестот и за барањата на граѓаните. Поради тоа привремено се запрени активностите за изградба на објектите. Легитимно право е на секој наш граѓанин во рамките на демократските процеси да го изразува своето незадоволство и тука навистина имам потполно разбирање за овој нивен потек. Ние како локална самоуправа се зафативме со решавање на овој проблем и ги почитувавме сите законски процедури и процеси. Се носеа сите одлуки транспарентно во Советот, со јавни расправи, онака како што е предвидено со законот, и морам да подсетам дека ова одлука за дислокација и местото каде што се планира да се изградат овие куќички за домување на овие лица е изгласана од страна на Советот со целосна поддршка, односно сите 19 советника имат гласано. Што значи, таа одлука од страна на Советот е и обврска за мене за реализација на тој проект. Ние се состанавме и со дел од советниците, каде што апсолутно уште еднаш тие искажа нивната целосна поддршка во реализацијата на новиот проект. Меѓутоа, нашата заложба како локална самоуправа да оставиме простор уште еднаш да разговараме за оваа проблематика и дека ние одлучивме да во моментот ја запреме оваа постапка околу изградбата на овие куќички и да дадеме простор по барање на местното население, односно жителите во тој дел на градот, да преку советниците уште еднаш се отвори дебата и се на крајот расчисти целокупната ова фама, дали на вистина се запазени сите процедури и во колку ја добиеме поддршката од Советот, тогаш, односно каква ќе биде одлуката на Советот, така и ние како локално раководство ќе постапуваме. Според урбанистичката документација и веќе изработениот проект, објектите за домување на станарите од старата касарна треба да се градат во местноста пресечена скала на северниот дел на Кочани. Парцелата со површина од 2,9 хектари е на земјиште во државна сопственост, а со планскиот опфат се предвидени 20 на градежни парцели. За реализација на оваа инвестиција обезбедени се околу 23 милиони денари од државниот буџет и сопствени средства на локалната самоуправа. Во рамки на одбележувањето на 8 април, Меѓународниот ден на ромите, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев упати честитка до нашите сограѓани роми. Во неа истакнува дека решавањето на инфраструктурните проблеми и интеграцијата на ромското население во општеството остануваат приоритет за локалната самоуправа. По повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите и 50 годишнината од прогласувањето на овој празник, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев упати честитка до сите припадници од ромската националност, при тоа им посака добро здравје, благосостојба и живот со почит и толеранција.
При тоа тој потенцира дека општина Кочани и понатаму останува да биде целосно посветена кон достигнувањето повисоки стандарди на планот на сите надлежности што ги има единицата на локална самоуправа, кои што се од значење и за ромите и за општеството во целина. Сите чекори што се преземаат се во насока на интеграција на ромите во локалната заедница и во општествениот систем. Решавајќи проблеми на локации каде што живеат ромите, се решаваат проблеми на целата заедница. Со реализација на инфраструктурните проекти директно се влијае за подобрување на квалитетот на животот на сите граѓани, а со тоа и на подигање на јавната свест за одговорно однесување кон јавното добро, се вели меѓу другото во честитката од градоначалникот Илиев. Годинава, поради здравствената криза, наместо традиционалните прослави и чествувања, средствата од буџетот на општина Кочани за одбележување на 8 април беа пренаменети за 120 ромски семејства кои живеат во социјален ризик. Тие добија прехранбени и хигиенски пакети. Целата постапка се спроведува во соработка со ромските граѓански здруженија Светла иднина, Ромска иднина и Авена. Денес е Меѓународен ден на ромите, ден на прослава на ромската култура и подигање на свеста за проблемите со кои се соочуваат ромите. Веќе подолго време во нашата општина се прибираат податоци и се разгледуваат барања од страна на граѓани, припадници на ромската заедница за нивно етикетирање, таргетирање и нееднакво третирање. Ромите, како ранлива група, многу често се жртви на повеќекратна дискриминација и имаат ограничен пристап до социјални, здравствени и образовни услуги. Нашите цели се да постигнеме социјална кохезија и еднаков развој и сме цврсто определени да изградиме инклузивно општество со што ќе овозможиме целосна социјална интеграција на ромската заедница. Со ова градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров им го честиташе на ромите Меѓународниот ден 8 април. Од почетокот на забраната за движење, односно откако полицискиот час трае од 20 до 5 часот наутро, полицијата од Одделението за внатрешни работи Кочани, без дозвола за движење во полициски час, фатила и казнила 2 лица кои ја прекршиле забраната. Со нив полицијата постапила согласно законот и ќе следува соодветна пријава. Другите лица кои биле затекнати во движење за време на полициски час, сите биле со уредни дозволи. За Канал 8 информира Александар Максимов, началник на Одделението за внатрешни работи Кочани. Од почетокот пак на забраната за движење од 22 часот до 5 часот наутро, казнети и затекнати без дозвола биле околу 20 на лица на територијата на Кочани и со нив е постапено согласно законот. Со тоа што улиците во Кочани се празни од 20 часот до 5 часот наутро и за овие 2 дена, откако важи забраната за движење од 20 часот, се казнати само 20 граѓани, укажува на фактот дека граѓаните одговорно ја почитуваат мерката за забрана за движење, издадена од владата која ќе трае секоја вечер до 20 април. Одстапки од забраната има за сите граѓани кои за време на забраната за движење имаат потреба од итна медицинска грижа и за слободно движење оваа потреба ќе треба да ја најават на службата 192 на телефонот на Министерството за внатрешни работи. Инаку зголемен е и бројот на лица кои се во самоизолација во Кочани. Вкупно се 300, што значи дека е зголемен бројот на лица кои имале директен контакт со заболено лице или добиле позитивен тест на коронавирусот, вели Максимов. Тие лица се под постојан надзор и следење за утврдување дали ги почитуваат мерките за самоизолација издадени со решение за изолација, заради спречување на ширењето на заразата од COVID-19. Доколку некои од овие лица ги прекршат мерките за 14-дневна самоизолација, следува кривична пријава. Во последните 24 часа нема прекршување на оваа мерка. За неносење заштитна маска се казнуваа по околу 8 до 10 лица дневно. Сега и таа бројка е двојно зголемена, па казни за неносење заштитна маска добиваат околу 20 граѓани дневно. Максимов истакна дека со зголемување на бројката на заразени лица со COVID-19 ќе се зголемува и бројот на казнувања за неносење маска. Затоа предупредува сите луѓе да се придржуваат и да ги почитуваат мерките за заштита од вирусот. Во уредбата се пропишуваат глоби од 20 до 2000 евра за непочитување на пропишаните должности за неносење на лична заштита, маска, шал или марама.
Во последните 24 часа се направени 3927 тестирања во земјава, а регистрирани се 1163 нови случаи на COVID-19, од кои во Кочани 27, а Виница 10 ново заболени. Починати во последните 24 часа нема ниту во двете општини. Со ново заболените во Кочани, активни случаи на коронавирусот се 283, а во Виница 100. Во Кочани 20 лица ја прекршиле забраната за движење од кога стапи на сила полицискиот час од 22 часот до 5 часот наутро. Од завчера пак, кога полицискиот час се зголеми за 2 часа повеќе, односно започнува од 20 часот, полицијата без дозвола за движење фатила и казнила 2 лица. Истакнуваат од Оделението за внатрешни работи Кочани. Во моментов во Кочани 300 лица се во самоизолација и под постојан надзор од полицијата. Во последните 24 часа пријави за непочитување на мерката самоизолација нема, а за неносење маска полицијата дневно казнува по околу 20 лица. Покрај редовните контроли на возачите на моторни возила за почитување на сообраќајните прописи, ќе се реализира и засилена контрола на возачите на моторцикли, мопеди и велосипеди со мотор. Ќе бидат контролирани сите учесници во сообраќајот кои не носат заштитни шлемови и не ги почитуваат другите законски правила и прописи. Вообичаено со подобрувањето на временските услови се зголемува и бројот на возачи на моторцикли, скутери, мопеди и велосипеди со мотор, при што голем дел од нив не носат заштитни шлемови или не почитуваат други законски одредби. Ваквата постапка може да значи загрозување на сопствената, но и на безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Поради тоа се најавува засилена контрола на сообраќајниците во градот и околината за да се действува превентивно и да се намалат евентуалните незгоди. Вообичаено е освен усно предупредување и укажување на грешките да се применуваат и соодветни санкции. Полициските службеници на сообраќајници во градот и околината ќе преземаат превентивни мерки за да се подобри свеста и навиката кај возачите на мопеди и моторцикли за почитување на сообраќајните правила и прописи. Според анализите од изминатите години, најчести прекршоци што ги прават возачите на мопеди, скутери и моторцикли е возење без возачка потврда пред да се стекнат сознање на сообраќајните правила и прописи. Исто така, еден од најчестите прекршоци е управувањето нерегистрирани мопеди, моторцикли, трицикли, велосипеди со мотор, како и некористењето на заштитна кацига. Исто така се изведуваат и непрописни дејства за покажување на намерата за промена на правец на движење со рака или со светлосни уреди, а е забележано дека не се почитуваат и одредбите за еднонасочни улици, односно возење спротивно од правецот за кој е поставен соодветен сообраќајен знак. Се работи на измена на деталниот урбанистички план за градска четврт 14, каде е предвидена изградба на спа центар во Кочани. Со тоа ќе се искористи геотермалната вода и ресурсите со кои располага градот, а граѓаните ќе добијат спа и бањолошки центар, каков што со години посакуваат. Потребна е промена на деталниот урбанистички план за градска четврт 14, каде што е предвидена изградба на спа центар за Кочани да може да ја искористи геотермалната вода и да се изгради современ спа и бањолошки центар за потребите на граѓаните од регионот. Откако ќе се направи промена на деталниот урбанистички план, ќе отпочне постапката за продажба на градежно неизградено земјиште за подготовка на проектот за изградба на спа центар, истакна градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Ни е потребно прво промена на деталниот урбанистички план за таа градска четврт, за да можеме понатаму да отвориме постапка за продажба на градежно неизградено земјиште, па понатаму да се прават проекти за изградба на вакви спа центри. Единствено што може во овој момент, а се работи, е на измена на деталниот урбанистички план за градска четврт 14, каде што покрај вакви спа центри ќе предвидиме и базени за болничко лекување, односно бањологија, со што ќе овозможиме овој процес да оди позабрзано во идниот период.
Овој објект, што ќе се гради на локација до градскиот базен во Кочани, би требало да биде со површина од 16.039 метри квадратни. Важно е дека ќе започне подготовка и промена на деталниот урбанистички план за изградбата, па дури тогаш Кочани ќе добие спа центар, како што граѓаните со години посакуваат. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.